Реконструкција и изградба на водоводна и канализациона мрежа во сите делови на општина Куманово, како и реконструкција и асфалтирање на 60 километри улици и патишта, најавува ВМРО ДПМН доколку на локалните избори ја добие поддршката од граѓаните. Општина Куманово не само што не представува пример на успешна општина, туку со децении не може да ги реши ниту основните комунални проблеми, рече на денешната пресконференција Слаѓана Ѓоргиевска од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово. Огромен дел од граѓаните, посебно во приградските населби и селата, се уште живеат во услови каде што нема поставено водоводна и канализационна мрежа. Освен тоа, и на многу места каде што има комунална инфраструктура, сведоци сме на постојани дефекти на старата и дотрајана мрежа. Голем дел од граѓаните газат кал на своите улици. Асфалтирањето на улиците се случува во најголем дел пред избори и тоа неквалитетно. Локалната власт, предводена од СДСМ, за прв пат на овие избори излегува со двајца кандидати, кои продолжуваат со старите ветувања за проекти кои со децении не ги реализираат. На овие избори, Коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, нуди решенија и тоа преку реконструкција и изградба на водоводна и канализациона мрежа во сите делови на општина Куманово, преку изготвена програма за изградба на патна инфраструктура за период од 4 години, ќе реконструираме и асфалтираме 60 километри улици и патишта во општината со крајна цел да го видиме Куманово без кал. Ѓоргиевска ги повика граѓаните на 17 октомври да се изборат за, како што вели, вистински промени во Куманово и да ги поддржат кандидатот за градоначалник Тони Михајловски и советничката листа на Коалицијата за обнова на Македонија.